Драги Карпошани, еве сме на крајот од уште една прекрасна изборна кампања, со која што јас се гордеам. Не само што се гордеам со вас, што сте вечерва овде, туку се гордеам со цел Карпош, со сите Карпошани, со сите оние насмејани лица што изминативе скоро 30 на дена се срекевав интензивно во оваа изборна кампања. Точно е дека овие 4,5 години во континуитет, почитувани пријатели, пред мојата врата доаѓавте, разговаравме за вашите проблеми, секаде каде што можеме сме помогнале, било да се работи за некој личен проблем или пак да се работи за нешто што ги тишти граѓаните од околината во кое што вие живеете. Секога сме наоѓале решенија и морам да ви кажам дека денеска со гордост, после 8,5 години моје битисување овде во општина Карпош, со гордост можам да кажам дека крупните проблеми се зад нас, дека тешките проблеми се зад нас, дека ние кога одиме да разговараме со граѓаните, не разговараме за големи проблеми, канализации кои што треба да се вложат милиони, патишта кои што треба да се вложат милиони и така натаму. Разговараме за ситни проблеми. Еве мојот против кандидат, алманахот кога завршувал средно школо, што му напишале? Вика вака: со неговиот секси пил, многу бил секси, шарм и убавина, затоа со Боки 13 се дружи. Се снаоѓаше во сите делови од општествениот живот. И пазете вака, постојано се занимаваше со организиран криминал. Така тука пишува. Статус мерит, уште тогаш бил мерит. Буџет $1,000,000, милиончињата уште тогаш му биле интересни, а сега он реплика на тоа што дава, вика: не учиме и не работиме. Значи, нити учел, нити сака да работи. Ете, овој човек ви се нуди за кандидат за градоначалник на општина Карпош. И сега деновиве кога го слушам, па го гледам по телевизии, што кажува приказни, деме граѓаните во Карпош на Стефче Јакимовски сите му викале: добро утро, комшија, зашто ти имал стан во секоја зграда? Што ќе кажеле? Ама знае ли он што викаат за него? Он не знае, не слуша што викаат за него. Кој Стефан? Оној дечкото на Боки 13? Он не слуша што, мисли луѓето дека не знаат за што се работи. Па ќе го слушате како ќе ме вика глава на урбаната мафија. Ме нарекува. Знаете ли која мафија е најопасна? Онаа што вози во рикверц. Она хомосексуалната мафија што сака да ни се инсталира овде во општина Карпош. Да ни прави геј паради. Тие се денеска главните негови финансиери овде. Затоа се насликал онде 60 билборди, па става и пред себе и под себе, и утил се гледа и не знам каде. На секој агол ставил на раскрсници од сите 4 страни убавна мајка да се гледа зашто тие му даваат пари. И можете ли да замислите, му даваат пари оние што, да не ви кажам со што заработуваат, не со руки и со ум, туку со што заработуваат, и тие сакаат да ни станат главни во Карпош. Карпош не е таков. Карпош е место на честни луѓе, на мажи и жени како што треба. И нема да им го дадеме на нив Карпош. Ете, тоа уште повеќе ми дава сила да се борам против нив. Нели главно беше зеленилото. Више не спомнуваат ништо за зеленилото. Еве и на крајот од оваа кампања ги повикувам: ајде да се измериме колку квадрати зеленило имаме ние во Карпош 4, вие од Рузвелтова до Плоштад. Од Илинденска горе до Вилите на Водно и Црниче тамо како пржино кој спаѓа под нив. Ако имате 1 квадратен метар повеќе зеленило, јас се откажувам од мојата борба за градоначалник. И ги нема нигде, 13 дена ќутат, ништо не одговараат. 13 дена само лажат. Го слушам, им нуди на Карпошани, ќе им дал субвенции на велосипеди. Па откако вие дојавте на власт, народот со точаци ќе проводи. Што им нудите? Вожња со точак и чист воздух, бре. Тоа ли треба да му се нуди на овој народ? На овој народ му треба многу подобар живот. Дај Боже да создадеме услови луѓе да водите аузи, мерцедеси, да се возат убави возила. Точаци ќе возиме за рекреација, а не да го чекаме Стефан Богоев
ке ни купувал точаци. Па научил нешто, се сретнал со стопанствениците, го излажале, многу имале они инвеститори во Момин поток, ама кога дошол некој инвеститор, сакал милиарди да вложи, видел кал многу Момин поток и избегал. Бог да чува. Абе, луѓе, детево како паднато од Марс. Абе, тоа не знае дека јас таму сум направил канализација ФИ 400. Поима нема дека таму сме им направили урбанистички план. Па сме им уцртале маркици. Сме ги направиле богаташи. Па од хангари им легализиравме објекти. Да станат милионери. Па се што треба инфраструктура тамо сме донеле и они си го собрале, детето си лаже, го излажале и тој цело време си верува на таквите приказни. Па што кажува друго, ја не сум знаел да ги користам странските фондови, он ќе знаел како да ги користи странските фондови. И дали некој му верува во Карпош, пазите, Стефче Екимовски не знаел како да искористи странски фондови, ама он бил многу вичен во обезбедување на пари од странски фондови. И што кажува све? Ни кажува дека ние после 15 со нашиот тим, ние ќе разговараме со граѓаните, ние заедно ќе најдеме решение заедно со граѓаните. Абе ти се бираат тебе, ти да им ги кажеш решенијата на граѓаните. Не да ги слушаш нив. Тогаш граѓаните треба да се кандидираат. Тогаш треба си направат луѓето независни листи. Зашто ти овде се нудиш? И почитувани пријатели, 40% од неговата програма ние веќе сме ја направиле. На тие во Бардовци каде што живее, пазете, живее во Бардовци и појма нема дека пред месец дена, сите вие знаете, ние ставивме камен темелник на градинката во Бардовци, а тој кажува дека ќе правил градинка во Бардовци и уште прездржи. Па на овие во Влаја им вика дека ќе ја реконструирал Франц Прешен, тротоарите ќе ги реконструирал. И тротоари, и 15 крат 3,5 километри, и улици, и уште толку километри тротоари сме реконструирале, поима нема кај се наоѓа. Спортскиот центар во Влаја, кај што сите идат да играат фудбал, ред се редат таму луѓе, тој кажува дека он ќе го реновирал. Па кажува овде кај вас, пазете, не ве дели на урбана заедница Кузман Јосифовски Питу и Пецо Божиновски Кочо, Козле, вие сте за него Козле, све, ќе го реновирал градинката Пролет во Козле. А Козле има канела, има горе сега новиот објект кај местната заедница и овде ке Владо Тасевски. Сите три објекта се реновирани. Двата од Министерство за труд и социјална политика, господинот Дридне Спасов, едниот јас го реновирав комплетно. Па кажува на старите лица, он ке направил служба која што ќе им оди дома и ќе им помагала. Ние 5 години веќе тоа го работиме, кај стари изнемоштени лица им купуваме намирници, купуваме лекови, други потреби што има, имаме цел сектор за таа работа. Ке ви ги менувал азбестните кровови. Па преку 100 граѓани веќе добија лим за азбестните кровови. И така натаму, и така натаму, и така натаму. И не знам зашто уопште се мачат, наместо фино и лепо да си гласаат за нашата програма, за број 12, за мене Стефче Акимовски, и тоа ви е на сите гаранција дека ќе се оствари тоа што се ветува. Која несериозност на ваков бренд, како што е Карпош, на вако општина што сме ја качиле на пиедестал, искочија и на граѓаните на Карпош ги поценија, им понудија дете кој има 28 години. И ние немаме проблем со неговата младост. Секој млад човек има право на шанс. Имаме проблем со искуството. И веќе еднаш ви кажав, и Христијан Тодоровски Карпош на 19 години бил командант на батальон, ама од 13 бил скоевец, потишол во партизани. Па кога погинал командирот на чета, станал командир на чета, искуство. Ова дете наше, значи, од клупа му отворил тато една фирмичка, која што фирмичка му траела 2,5 години, го ставиле за управител, директор, ни социјално не се осигурал, ни за социјални придонеси не успеал да обезбеди и после 2,5 години ја затвориле и влегол во пратеничката клупа и денеска бара од вас, он да ја води општината, он ќе ги вработува младите, он ќе носел инвестиции, он, не знам, ќе е правил функционална, како се вика тоа, инфраструктура, која што ќе била корисна и блиска до граѓаните. Можете замислите, и ќе ја врател општината на граѓаните.
И сега вие, почитувани пријатели, на такви лаги, на такви превари, на такви манипулации, на таква несериозност од целата коалиција која предлага вакви кандидати, ние треба овде во општина Карпош, како се вика да се фатиме на јадицата. И многумина ме прашуваат зошто бе Стефче нему отидеш на дуел и него растуриш како бугарска скупштина. Не, има принципи. За да излеземе на дуел, ќе си дадеш момче оставка од парламентот. Не може тамо кој ќе излеземе на дуел на две столчиња да има. Едното парламентарното да ти седи, другото ти каде што седиш. Не е Карпош екскурзија, дојди си на екскурзија, запали си скаричка, па кој собрал ѓубрето, кој не остави го, дојди си овде во Карпош, ако успееш да ги излажеш граѓаните на Карпош у реду, ако не ќе си се вратиш назад во пратеничката клупа. Тоа значи по принципот АПП. Ако проже, проже, ако не, ќе си седам во парламентот. Не бива така. Мора да се има одговорност. Јас сум одговорен човек. Сите мои капацитети сум ги вложил во општина Карпош. Кога првиот мандат 2000 година станав градоначалник, мојата фирма броеше 93 луѓе, сега има 7 луѓе. Никогаш моето приватно не сум го мешал со службеното и целосно сум се посветил на општина Карпош. За да служам на граѓаните и тоа ми е чест. И чест ми е што зад себе гледам резултати. И чест ми е што вие денеска можете да ги видите тие резултати. Да ги видите убавите паркови. Да ги видите овие прекрасни фасади. Да видите стотици километри, 135 километри асфалтирани улици. Од Министерство за економија до црквата во Нерези, останата ни е неасфалтирана само оваа уличка овде позади оваа зграда. Денеска во Пецо Божиновски Кочо, Јури Гагарин ја асфалтиравме последната улица од таа урбана заедница. Значи овде и за ова имаме тендер и ова ќе ја реконструираме. И оваа зграда овде пред нас ќе ја правиме фасадата. Значи ништо не забораваме. Нема дел од општина Карпош кој што не сме го претресле, не сме направиле крупни зафати. Овде во оваа урбана заедница Кузма на Сифовски Питу имаме една канализација во горниот дел кој што треба да направиме. Тендерот, односно проектот е завршен. Сега треба да отвориме тендерска постапка и тамо Козле 4 да ја реновираме и практично ние цела ова урбана заедница ни е гланц нова. Тито ни е направил 64-та, 65-та, ние сега целосно си ја реконструиравме. И така ќе продолжиме, почитувани пријатели. Ние со нашите другари од локалната самоуправа, со мојот пријател Саше Лазаревски, со кој навистина ми е драго што се здруживме. Навистина ми е драго затоа што дадовме резултат за општина Карпош како никогаш досега. Направивме исчекор со оваа коалиција меѓу граѓанската опција за Македонија и ВМРО ДПМН како никогаш досега во интерес на граѓаните. И јас сум сигурен дека граѓаните на општина Карпош ова и ќе го препознаат. Ние натаму ќе имаме нови проекти. Наш нов проект е да се решиме од сметот. Целиот смет ќе оди под земја. За тоа обезбедуваме 3 милиони евра, значи со автоматики се спушта сметот под земја, нема да можат овие што собираат секундарни суровини да расфрлат кај стигнат, мачки, кучиња и така натаму, затоа што досега гледаме дека комунална хигиена не е одговорно предпријатие кое што ги троши парите на граѓаните на општина Карпош, па би рекол и на цело Скопје, ама затоа ние ќе се зафатиме максимално да го разрешиме тој проблем. Втората работа, паркирањето ни е сериозен проблем на оние граѓани кои што живеат во близина на општина Центар. Карпош 1, Министерство за економија, овој дел урбаната заедница Владо Тасевски, односно кај млечен ресторан, Војна болница или 8 септември, Карпош 3, значи тој дел, и Порта Влае. Тоа се делови кои што ни се најзагрозени, затоа што Карпош 1, оние што работат во Пуик, оние што живеат во Центар, кои имаат второ и трето возило, ни го паркираат во Карпош. Како жирафата, знаете, јаде ке комшијата, млекото го дава у вашиот двор. Значи, и овие даноците си ги плаќаат во Центар, ама колите ни ги оставаат кај нас. Истото се случува со специјалното јавно обвинителство, 200 луѓе тамо колите ги паркираат во Карпош. Истото ни се случува и овде кај Министерство за економија, кај млечен ресторан, најмногу луѓе што работат у Министерство за економија паркираат кај млечен ресторан. Сегде ние тамо предвидуваме платформи за кои што издвојуваме 3 милиона евра. На тие платформи ќе можат граѓаните да си ги паркираат своите возила, ќе имаат далечински управувачи, каде што само ќе можат луѓето што живеат од тој дел
да можат да влезат и да го паркираат своето возило. Карпош има 2021 година 1.000.000 квадратни метри урбано зеленило. 1.000.000 квадратни метри. Сега имаме 738 илјади метри квадратни урбано зеленило, т.е. 11,7 метри квадратни по глава на жител. Светски стандард е 7 метри квадратни по глава на жител. Камо по друго да бевме познати во светот дека сме далеку над светскиот стандард. И затоа со новите 250.000 метри квадратни зеленило кој што ќе го подигнеме овде во општина Карпош, ќе имаме 1.000.000, односно 16 метри квадратни по глава на жител или 2,3 пати повеќе од светскиот стандард. Ќе правиме нови дрвореди, сите што прават стамбени згради ќе ги задолжиме еколошки билборди да постават каде што произведуваат кислород за повеќе од 1000 дрва. На сите оние што имаат стари шпорети, уште од времето купени на социјализмот, да им дадеме субвенции високи со кои што тие ќе набават нови шпорети кои имаат мала емисија на газ, европски сертифицирани. Ќе продолжиме да им даваме субвенции на оние граѓани кои што градат енергетски ефикасни објекти. Ќе ги поддржуваме и натаму учениците, ќе ги поддржуваме во нивните напори кога освојуваат награди, било да е во знаење или во спорт, значи ќе добиваат стипендии. За сите наши ученици до 4-то оделение ќе имаме целодневна настава, значи сегде до 4-то оделение ќе има целодневна настава. Во градинките нема да се плаќа за физичко воспитување и за англиски јазик. Младите луѓе, секој што наполнил 2016-2017 година 18 години, општината ќе му плати полагање за возачка, полагање за прва помош, лекарски преглед. Зошто? И дедо, и баба, и тато, и мама, и тетка, сите собираат за роден ден да частат едно полагање за возачка дозвола. Не е тоа малку, тоа е скоро 400 евра. За мали буџети тоа е сериозно оптеретување. А најголем дел из услов за вработување секаде во приватните фирми е да имате и возачка дозвола. Ете, затоа општина Карпош ќе помага. Наши млади брачни парови, кои што немаат решено стамбено прашање, позади Зајчеврите и во делот на касарната Илинден ќе испарцелисаме плацеви од 150 до 200 метри квадратни. Да си направат дом за себе, типски куќи од 40 до 80 метри квадратни. 40, 65 и 80. Нема да чинат повеќе од 350 евра квадрат по метар. Зашто земјиштето ќе биде без пари, затоа што комунали нема да се плаќаат и затоа што цела инфраструктура ќе обезбеди општина Карпош. Значи струја, вода, канализација, улици, интернет, врски, оптички кабли, улично осветлување, сето тоа ќе биде прв прототип на таква населба овде во општина Карпош. И не само тоа, веќе имаме два објекта кои се наоѓаат на државно земјиште. Две згради, нема да ги продаваме. Туку напротив, ќе ги дадеме на инвеститори кои ќе изградат станови за млади брачни парови, кои што нема да бидат поскапи од 550 до 600 евра. Зошто? Затоа што земјиштето ќе им го дадеме без пари и зашто ќе ги ослободиме од комуналија и зашто повторно ние ќе направиме инфраструктурата и тука уште 80 наши млади брачни парови ќе сместиме. Ете така одговорни луѓе водат сметка за своите граѓани. Ќе продолжиме со реконструкција, односно замена на лифтовите, ќе продолжиме со замена на фасадите. Ви гарантирам 2021 година сите фасади во Карпош ќе бидат енергетски ефикасни. Граѓаните ги замолувам постепено да ги менуваат прозорите, за кои ќе ги направиме фасадите, да имаме целосна енергетска ефикасност и да знаете 4 до 5 степена е потопло кај оние граѓани кои ги мениле прозорите и каде што сме ги промениле фасадите. Ете затоа, почитувани пријатели, сакам повторно да барам од вас доверба. Сакам и натаму да го поддржувам спортот. Сакам и натаму да имаме училишна лига во фудбал, кошарка, одбојка, ракомет, шах, пинг-понг, да воведеме и други дисциплини. Сакам некој од нас, од нашиве деца овде во Карпош, кои што ги стипендираме, да стане еден ден олимписки победник. Ние даваме стипендии само за осмоделенците. Во средно школа више ги забораваат, никој ништо не им дава. И за средношколците ќе даваме од Карпош. Кои што оствариле некој резултат во знаење или во спортска било каква дисциплина.
и натаму ќе ги финансираме спортските клубови кои што се регистрирани на територија на општина Карпош и натаму ќе го поддржуваме нашиот бренд Карпош Соколи, кој вечера го победи МЗТ. Сега веќе ќе се бориме во Еврокупот. Не успеавме да влеземе во Евролига, но има дана за мегдана. Наредната година ќе бидеме уште посилни, што значи дека овој клуб сме го зеле од трета лига, па втора лига, па прва лига, па дојдовме и во АБА лига да бидеме осми. Значи направивме, како да ви кажам, се што фативме, све функционира. Се што дофативме, се оди напред. Ништо не оди назад. Карпош оди напред. Деновиве една господја во Нерези ми вели вака: господине Екимовски, јас не сум политички определена, ама да знаете, гласам за вас и минатиот, и предминатиот, и овој мандат. Јас работев во фабрика и наутро излегував во 5:15. Овде беше црна темница, маш ми мораше секој сабајле да станува со мене, да ме однесе до последна 57 за Нерези, зборува жената. И кога сум втора смена, да ме чека во 11:30 за да ме донесе до дома. Црна темница. Сега можам да везам на улица. Сега можам да искочам и да везам на улица. Истото тоа ми го кажуваат и во Карпош 3. Истото тоа ми го кажуваат и во Нерези, во Злокуќени, во Бардовци. Истото тоа, почитувани пријатели, овде во делови на Козле. Нема дел кој што не осветливме, не средивме. Па уште првиот мој мандат за Нерези и за Козле имам поставено 740 нови светилки. Овој мандат, значи ние завршуваме со нови 2500 светилки. Карпош е сегде осветлен. Тоа е едно богатство што сме го направиле за нашата општина. И ние бараме да не поддржите, за да имаме континуитет. За да Карпош не застане, да не му застане здивот. За да Карпош, ако застане, тешко ќе го покренеме тој механизам. Тешко ќе ја покренеме оваа механизм, односно оваа машинерија. Затоа Карпош, како што е залуфан, мора да оди напред. И јас ви гарантирам дека со мене Карпош ќе оди напред. Во Тафталиџе 2, 2009 година се сеќавам, се продаваа две бараки една до друга. Двете беа по 120.000 евра. Некни таму одиме на средба со граѓани и потоа не викнаа на кафе кај еден наш пријател и вели комшијата: јас ја продавам мојата барака, 450 квадрата има двор, му велам: колку пари и бараш? 260.000 евра. Можете ли да замислите? Две се продаваа за 240.000 евра, сега една вреди 260.000 евра. Тоа е мојата цел, вашите имоти да вредат повеќе. Имотот на Карпош да вреди повеќе. Тој ќе вреди повеќе ако имаме добра инфраструктура, ако имаме добри улици, ако имаме детски градинки, ако имаме паркови, ако имаме каде да се шетаат и домашни меленичина, ако имаме добра дечја заштита, односно да имаме инфраструктура за детска заштита. Сега имаме 10 објекти, 2021 година ќе имаме 13 објекти. И во Бардовци, и во Злокуќени, и во Нерези плюс ќе имаме нова градинка. Тоа значи дека ќе зголемиме мрежата на дечја заштита. Ќе има вредност вашиот имот ако имаме добра мрежа на основни училишта. Ние имаме одлична мрежа на основни училишта. Ако има и приватни училишта, ги имаме трите најголеми односно приватни основни средни училишта. Нова ја имаме Јахја Кемал и го имаме QSI. И ако имате добра здравствена заштита, значи го имаме 8 септември, имаме Систина и во општина Карпош ја имаме Филип II болницата. Тоа е навистина едно богатство. Имаме свој театар, имаме спортска сала, имаме лизгалиште, имаме аквапарк, имаме базен, имаме етно село, имаме, значи, се она што ни треба, имаме шеталишта, го имаме кеот на реката Вардар, имаме планината Водно, значи ние сме град во град. И ние само треба тоа да го држуваме, тоа треба да го напредуваме. Затоа во Карпош сакаат дипломати да живеат. Штом доаѓаат дипломати да живеат, штом странци се дигаат цената на кириите, тогаш расте и вредноста на вашите станови, на вашите имоти, на вашите куќи, на вашите плацеви. Тоа е нашата цел, да се зголеми вредноста на имотите. Оние нашите опоненти,
Они сакаат Карпош да го претворат во место неатрактивно како Демир Хисар, како Самоков, како моја Крива Паланка, да не кажувам, да не редам, не сакам да навредам никого, ама тоа се делови кои што се апсолутно неатрактивни за инвестирање, за живот, за купување на имот. Прашајте ги тие, и тие згради се правени од исти цигли, од исти малтер, од исти плочки, ама тамо вредат 450 до 500 евра. Карпош веќе стигна некаде 1350, 1400 евра се продаат станови. Тоа многу кажува како ние во изминатиот временски период сме работеле. И затоа, почитувани пријатели, ве повикувам на 15 октомври, кој што треба да се случи во недела. Да не размислувате. Имате избор, и тоа одличен и сигурен избор кој што и досега ви дава резултати. Стефче Јакимовски со број 12, Коце Трајановски со број 13, еден по друг сме. Овој булевар, овие паркови ни се од Коце Трајановски, булеварот Илинден. Човекот многу вложи, многу работеше. Немој случајно да се играте, да гласате за луѓе кои што повеќе ќе бидат пијани отколку трезни во кабинетите. Јас да бев кандидат за градоначалник на Скопје, кој ќе скочевме на првиот дуел, ќе му речам стоп, ајде прво да направиме алкотест, па после ќе разговара. Ако имаш под 2 милиграма, јас се откажувам од кандидатурата. Не може да функционира ако има под 2 милиграма алкохол луѓе. Нас на Скопје не ни треба ведет. Имавме ведета, гледате како ни заврши Скопје. Нас ни треба вреден работник како што е Коце Трајановски. Вреден и проверен, кој што работеше во сите делови на градот Скопје, и градот Скопје е препороден. И морам да ви кажам, оваа генерација на градоначалници навистина дадовме многу за градот Скопје. И навистина неговиот лик е изменет. Ајде, почитувани пријатели, 2021 година сите да се гордееме. Сите да се гордееме со нашиот Карпош и со нашето Скопје. Ве повикувам сите со вашите роднини и пријатели да излеземе, да ја дадете подршката на мене како кандидат за градоначалник, на Гром со број 12, на градоначалникот на Скопје, господинот Коце Трајановски со број 13, и на таа заедничка коалициона листа, исто така, која што е број 13, и потоа да славиме една голема победа за општина Карпош. Да ми дојдете на аголот меѓу Теодоси и Гологанов и Рузвелтова на нашето среќно место, и овие сите што ни кажуваат приказни и што ви прават спотови да ви кажат зошто да не гласате за мене. Арно, ама не ви кажуваат зошто треба да гласате за нив. Така ли е? Само ви кажуваат зошто за мене да не гласате, ама не ви кажуваат зошто за нив да гласате. Нема зошто што да ви кажат зашто се празни страници, затоа што апсолутно ништо не нудат на граѓаните, и затоа, почитувани пријатели, да сте ми живи и здрави и на 15 мирно и достоинствено, како што Карпош тоа го правил секогаш, да излеземе во огромен број и да им кажеме збогум лаги, збогум манипулации, ние си имаме раководство и градоначалник во кој што веруваме и кој што ни ги штити интересите на нашата општина, и да знаете, никогаш не сум ви изневерил. Да сте живи и здрави! Дали сте храбри? Јас храброста ја црпам од вашата енергија. Кога сонцето на утро се раѓа, замислиш да една звезда паѓа.